Здраво дечки, мене пак со вас и вие со мене. Се надевам дека добро сте, сите ги миете редовно рацете и дека најбитно се седите дома. Денеска решив да направиме заедно една игра која што ќе биде најинтересна за оние кои што се најмали дома. Но исто така ќе биде интересна и за оние кои што ќе седат заедно со тие најмали деца. За тоа ни се потребни неколку топчиња, пластични чашки и вакви боцкалки, или доколку немате вакви игли, или доколку немате ни тоа, никаков тип на лепак и вакво ножено, доколку го немате ова, мислам дека може да се изведе и со ножички. Тоа што ќе го правиме сега и ајде да видиме што ќе правиме. Топчињата може да ги тргнете на страна, бидејќи нема да ви требаат. Земете ја чашката и не од почетокот на чашката, значи не од овде, туку од прилика овде некаде, истото и од доле, не скрос од крајот. Правиме отвор на чашката и сега ќе видите какво парче треба да извадите. Бидете внимателни да не направите некој инцидент. Не мора да биде нешто премногу прецизно, бидејќи навистина тоа не е важно. Еве, треба вакво парче да извадите. Откако ќе го исечете отворот, земете од топчињата кои што сте ги планирале да ги користите за оваа игра и ставете ги да видите дали слободно ќе може да влегуваат без учество на никаква ваша сила. И сега е ред да ја намонтираме играта. Еве како би требало да ги наместите чашките, но доколку немате ваква стиропорна табула, можете да ги залепите слободно на дзицо лепак. И всушност целата поента на ова игра е да го ставите топчето во првата чашка и да топчето стигне до крајната чашка. Ве поздравувам со зведничката химна и ви препорачувам да имате убав остаток од денот.